Ние им одговоривме дека ние не можеме да разговараме за некоја платформа која што тие потпишале со други политички партии во друга држава, независно за причините кои биле за потпишување на таа платформа. Ние можеме да разговараме за одредени нивни барања, ако ги стават на маса, но не можеме за туги платформи да разговараме. Сакам да кажам дека единствен момент, можеби во историјата на независна Македонија, е денеска, кога немаме никаква разлика со СДСМ и со ВМРО по однос на етничките прашања. Практично бевме соочени со барањето на ДУИ, кое беше јасно, недвосмислено и писмено, со конкретен закон доставен до нас на хартија, со кој што се бараше двојазичност на целата територија на Македонија. Изедначување на албанскиот и македонскиот јазик и со сите можни последици што доаѓаат со сето тоа. Ние им кажавме неколку работи. Прво дека настрана што наша изборна заложба и ветување кон граѓаните беше дека тоа е нешто што не е добро да се прифати. Но им кажавме дека пред се е нелогично да има двојазичност на цела територија во една држава во која што македонците се 65%, албанците се 25%. И тоа не е исто. Тоа е прилично различно. И второ, албанските граѓани во Македонија претежно живеат во северо-западниот дел на државата. Конкретен ќе бидам. Затоа што, например, ако се 5 заклетви, кои што реков не се прашања на почетни позиции на ДУИ, туку се услови без кои се не може. Со ВМРО ДПМН не можевме да ја поминеме точката 4, правна држава, во кој што влегува прибе и влегува специјалното јавно обвинителство. Јас ве прашав, дали ВМРО ДПМН ги прифати вашите барања во однос на јазикот? Одговорете ми конкретно. Ако до сега целата дилема и проблеми беа заради различната интерпретација меѓу албанскиот блок и македонскиот блок на политички партии по однос на тоа како се интерпретира членот 5 од Уставот, дали албанскиот јазик е на ниво на локална самоуправа или на ниво на цела држава, ви кажувам дека со СДСМ и со ВМРО ДПМН во моментот немаме разлики по однос на етничките прашања. Имаше и други работи што до крај не ги усогласивме, вклучувајќи ги кадровските прашања. На крајот снема малци и време, бидејќи касно почнаа разговорите. Што тука треба да даде повеќе, бидејќи ВМРО ви даде председател на собрание, ви даде 7 министерски места, 2 вице-премиери, 8 министерски. 7 со МВР. Често пати во јавноста се создава впечаток оти ако вие не сте прв човек на ВМРО ДПМН, односно кандидат за премиер, нели вие бевте мандатар за составување на новата влада, дека преговорите ќе оделе полесно и досега ВМРО ДПМН ќе создадеше нов владин кабинет. Вие ли сте пречка? Јас мислам дека јас не сум пречка. И одамна се знаеше дека партијата практично донесе одлука јас да бидам кандидат за премиер на ВМРО ДПМН. И со таа одлука отидовме во избори, цела кампања, и сите тоа го знае. Така што тоа е тоа. A do të insistoni maksimalisht që në qoftë se arrini të krijoni qeverisje me VMRO-n, që figurat e kësaj partie që janë në nënhetim mos jenë pjesë e ekzekutivit? Mendoj se po. Тие бара дури и закон да се воспостави. Значи, ако се навратите наназад, ќе се подсетите, јавно го бара тоа, дека треба и закон да има таков, да секогаш победникот биде со победникот. Ние не бевме за закон, бидејќи и тоа како закон е нелогичен закон, но имајќи ја во обзир мултиетничноста во Македонија, имајќи во обзир укажувањата и од надвор и многу други аргументи што ни беа ставени на маса, на некој начин почнавме прекјутно тоа да го практикуваме. Имавме дилеми, но на крајот почнавме да го практикуваме прекјутно. Иако никогаш не сме подпишале нешто такво, се зборува за некаков мајски договор, таков договор не постои, има мајски разговори и ништо повеќе од тоа. Презентува nuk është marrëveshja e majt, për shkak se marrëveshja e majt ka firmat e dy partive politike dhe atje qartë shkruhet se si parimi fitues me fitues. Por këtë ne nuk e bëjmë për shkak marrëveshjes, por për shkak rëndësisë parimit. Të kthehem te pika. Kur VMRO-s nuk i përshtatej ky parim,
si që thoni dhe ju. Vomaros asnjëherë nuk i përshtatet ky parim. Thoshte që nuk ekziston as dokumenti. Tani, në këtë situatë, sepse ka ndryshuar konteksti, edhe VMRO thirret për këtë parim se intereson të jetë pjesë e qeverisë. Ky është momenti që njerëzit e diskutojnë dhe ju vënë në pozitë zoti Osmani. VMRO si duhet tash ky parim. Por asnjëherë nuk e ka dashur këtë parim. Pikërisht. Edhe mirëpo është detyruar ta respektojë nga viti 2008 e këndej. Edhe atëherë kur ka pas numrat mos bën me BDI-n, po për shkak se ky parim është nënshkruar. Ние во нашата кампања кажавме дека нелогични работи нема да прифаќаме, дека не сме против албанците. И тоа сме го покажале во многу наврати. Иако не оцрнеа таму. Медиумите на Сорос силно не оцрнеа. Понекогаш и албанските партии, кога сакаа да ја покријат некоја своја неспособност да остварат некои барања на луѓето, најчесто од економска природа, се повикува дека тоа е заради Груевски или заради ВМРО, дека ние нешто не сме дозволиле, не сме дале, сме спречили и така натаму, што е апсолутно неточно. Ndoshta arsyeja kryesore pse bisedojmë, se realisht ne e dim që edhe në BDI ka një paknaçi ndaj VMRO-DPMNE-s për shkak mënyrën kryesisht se si e kanë propaganduar raportin e tyre ndaj shqiptarëve. Edhe pse jo gjithmonë ashtu ka qenë brenda në qeveri, jo gjithmonë kanë qenë aq të guximshëm e të fuqishëm në qeveri, mirë po mënyrën e propagandimit politikave të tyre e kanë të tillë sa që është krijuar një percepcion në opinion që të krijon një mllef edhe te shqiptarët, edhe te A është ky percepcion i gabuar doni të thoni? Nuk e di, duhet të analizojmë me numra. Nuk mendoj që duhet të votuesit tuaj. Mendoj se votuesit e dhanë përgjigjen në këto. Pikërisht. Gjysma dhe votave ju ikën.